Владата денеска распиша оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации во вредност од 50 милиони денари или 800.000 евра. Со овие пари, пишува во огласот објавен во Дневен весник, ќе бидат поддржани програмски активности преку грантови кои се доделени во две категории. Огласот доаѓа само 3 месеци откако поранешниот премиер Груевски во својот говор по изборите на 11 декември пред ДИК најави десороизација на невладиниот сектор. Председателот Иванов треба да преземе одговорност и според резултатот на изборите да овозможи формирање влада во Македонија. На Европската унија е потребна стабилна Македонија со стабилна влада која ќе може да се бори со сите предизвици, помеѓу кои и бегалската криза. Ова е пораката и апелот што првиот човек на Европската унија Доналд Туск ќе му ја пренесе на Иванов во понеделник на нивната средба, дознаванува од извори во Европскиот совет во Брисел. 10 пати се намалил бројот на пријави кои граѓаните ги поднеле до Државната комисија за спречување корупција од 2006 до 2015 година, што според извештајот на Македонски центар за меѓународна соработка може да значи дека кај граѓаните се намалува довербата во оваа институција. Во извештајот исто така се вели дека регистарот на избрани и именувани лица е направен во јуни 2016, но тој не е ажуриран.